Цените на горивата и денес беа фокус на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, кои разменија аргументи преку пресконференција и писмена реакција. Од партијата на Бихачка предлагаат: само за 6 месеци цената на дизелот порасна за 43%. Резервоарот 50 литри сега ги чини граѓаните над 1500 денари, повеќе од пред 6 месеци. СДСМ бара намалување на ДДВ-то за горивата од 18 на 5%, намалување на акцизата за 50%. Овие две мерки ќе имаат директен ефект врз намалување на цените на сите горива, намалување на потрошувачката кошничка и вкупното ниво на цените. Ајде, барем еднаш прифатете нешто добро за граѓаните. Од ВМРО-ДПМНЕ потсетуваат дека Македонија има најевтини нафтени деривати и најниска инфлација од земјите во регионот, факт со кој од СДС не можат да се помират. Во време на една од најголемите светски кризи предизвикани од немирите на Блискиот Исток, Македонија успева да ги задржи цените на нафтените деривати на најниско ниво од сите земји во регионот. Тоа не дојде само по себе, туку тоа е директен резултат на мерките преземени од владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Паралелно на тоа состојбите со цените на производите постојано се следи, а тоа се гледа и по последните резултати објавени од Државниот завод за статистика, кои велат дека инфлацијата во државата, која во континуитет се намалува, сега изнесува 2,3%. СДС да има идеи за добри мерки, немаше во нивно време на власт инфлацијата да руши двоцифрени рекорди со 16%. Стои во реакцијата од ВМРО-ДПМНЕ.